Кажете ми, дали зборуваме сега, си имате вие свои размислување и свои сознанија. Нормално не сте вие од власта па да одговарате, но веќе кога ви имаме тука. Владата зема од добивката на Телекома, дивидендата од негдека 40 на милиони евра годишно. Доволно е тоа мотив за да држиш ти еден... Вака сега, значи, и тоа е една од најголемите глупости кои воопшто стана тема на разговор. Значи, не можам да сватам, јас лично кога слушам на вести, дека имало преговарање и стана дивидендата. Значи, нашата влада дозволи преговарањето за дивиденда да стане како некоја голема добивка или придобивка од аспект на државата. Профитот припаѓа, се знае, профитот припаѓа 51% на стратешкиот инвеститор, на Матав, 2% на Светска банка, кој е инвеститор, исто како инвеститор, 47% на државата. Сега, дали Матав сака да плати дивиденда или не е проблем. Па крај на краишта, зошто мислиме дека они не сакаат да платат дивиденда, бидејќи забораваме дека секој пат кога државата добива кеш, и они добиваат кеш. И сега овие видоа преговорачката неспособност на нашите преговарачи и сега испадна дека се преговараме за дивиденда како да овие да не сакат да извлечат пари од претпријатието. Кој инвеститор не сака да добие пари од едно претпријатие? Така. Да си заработи. Тоа е заработено, парите постојат. Прашањето сега дали ќе го извлечат сега или во некој момент во еднината. Мислите дека ова некакво мачкање на очи? Не, воопшто нема. На мене лично не ми е јасно зошто тоа стана како тема на преговарање, како да е голема придобивка, дека владата успеала да извлече толку и толку од Телеком, кога тие пари онака припаѓаат на неа. Дали во форма на влогот што го има во претпријатието или во форма на кешот што ќе го извлече, тие пари припаѓаат. Значи, сам да кажам само едното, мислам, значи за мене главната поента на сето ова треба да се бара во владата, однесувањето на владата и клучните играчи околу владата. Значи, ми се чини дека во моментот кога пред 2002 сите овие проблеми настана од моментот на доаѓање на новата влада во 2003 година. Ми се чини дека кога, не знам, Данило Григоровски беше председател на управен одбор на Телеком, јас бев таму како директор, Зоран Трајчевски беше шеф на дирекција за телекомуникации, Груевски беше министер за финансии, во владата на Лупчо Георгиевски, дека вакви проблеми немаше. Зошто? Бидејќи имаше тим кој знаеше како да се соочува, исправува и преговара за реалните прашања. Па мислам сега, знаеш, го знаем Зоран Трајчевски, мислам да им дишеше на врат, не ги дозволуваше да мрднат. Овој сега ми текна Коста Трпевски, мислам господинот кој не го знам, тоа ниту сум го видел во јавноста, ниту сум го слушнал некоја изјава да даде кој е оддалеку личи на некоја интелигентна изјава која наликува дека ја разбира темата. И сега, знаеш, сакате да ми кажете дека дури оваква ситуација постои реална сила која може да ја покаже власта таму за да се избори за нешто друго. Дури оваква лоша ситуација. Апсолутно дека све зависи од потезите на власта. Меѓутоа најголемиот криминал и грешка, се користам зборот криминал, меѓутоа е криминал од аспект на корисниците, е дека ние не добивме либерализација како што беше намената на продажбата од 1.1.2005. Извини, само ова да ви кажам, господин Јанков, значи, кога продадовме Телеком, во првиот момент беше предвидено дека се продава со монопол до крајот на 2005 година. Значи, првите документи беа дека ќе им дадеме монопол до крајот на 2005 година. Бидејќи така, патем речно, така беше во Законот за телекомуникации, донесен од СДСМ до 1998 година. Кога дојдоа преговорите за стабилизација и асоциација со Европската Унија, ние моравме да прифатиме пократок период на монопол како предуслов од Европската Унија. И успеевме тоа да го скратиме, значи, на една година, до крајот на 2004 година. Значи, со тој монопол од 4 години ја добивме сумата што добивме. Јас најодговорно, не знам, со цела мој интегритет го кажувам ова, дека доколку ние во тој период го продадовме Телеком со монопол од 6 години, а не 4, како што де факто сега ќе испадне дека Телеком ќе има де факто 6 години монопол, иако законски има само 4 години монопол. Така. Ако во тој момент сепак го продадовме со 6 години монопол, ќе добивме минимум 60 милиона евра повеќе. Така. Значи да биде трагедијата уште поголема, ем го продадовме со краток монопол, ем нема конкуренција, ем државата беше оштетена со тоа што
можеше барем да ги добие тие пари повеќе, доколку го го продаваш со 2 години повеќе монопол. И сега сите овие фактори Ова све што го зборите, ние ќе го видиме кога ќе се либерализира пазарот. Ќе ги докаже ќе се докаже, кога ќе се либерализира, ќе се случи тоа што се случи во мобилната, ќе се случи намалување на цените. Тоа не минува. Тоа дека ќе дојде до тој момент, еден ден ќе дојде. Прашањето е зошто побрзо не дојде. Со интернет, со бежична технологија, со Wi-Fi, со Skype, со сето тоа неминовно е дека драматично ќе паднат цените на пренос на говор преку фиксна телефонија. Тоа е неминовно. Кажете ми само уште една работа. Дали телеком операторите во целиот свет се приватизираат? Дали е тоа видите, има некои во секој случај има исклучоци, меѓутоа најголем дел. Добро, сигурно Северна Кореја не ми е исклучок мене. Ако споредаме со Европска унија, мислам дека најголем дел од телекомуникацијските оператори не останаа во државна. Па некои има, меѓутоа има одредени сегменти што се продадени на некои се во мнозинско државно сопственост, некои се мнозинско во приватен сопственик, некои се целосно приватизирани, меѓутоа нема некоја норма да речеш дека вака и онака, меѓутоа најголемиот дел од телекомуникацијските оператори во Европа сепак се приватизирани веќе. Рековте 350 милиона и беа потребни на Македонија за еден нов циклус, за еден нов big deal, за инвестиција во инфраструктура, рековте така? Потребна за Македонија се потребни можеби повеќе од тоа, меѓутоа тие 350 милиона требаше да бидат искористени во еден куп инвестициони проекти. Инвестициони проекти кои би ги владата која ги Апсолутно да. Па мислам дека и голем дел беа распишани тендери за водоводи, за канализации, за пак е се тоа од областа на инфраструктурата. Да, инфраструктура. Голем дел беше па секоја земја е потребна најмодерна и најдобра инфраструктура. Тоа е основата. За да може приватниот капитал да инвестира. Тоа е основата, апсолутно. Сметате дека тука причината зашто имаме толку малку инвестиции? Дека еден од причините е лошата инфраструктура? Па тоа не сме толку лоши во инфраструктурата споредени со некои од соседните земји, например. Тоа ве кажав и претходно. Суштината на економски напредок, на економски развој лежи во приватната иницијатива, во приватните фирми. Значи, господине Дочев, држиме едно високо ниво. Да ве прашам многу и простете ми што вака ќе се изред. Зошто сме толку во deep shit? Буквално. Јас секоја вечер се соочувам со социјала, се соочуваме со невработена, се соочуваме непродуктивност. Големи потенцијали не работат. Приватизирани фабрики не работат како што се очекуваше, еве ги приватизира, ги зема. Што се случува со нашата економија? Првиот клучен момент е процесот на приватизација што настана меѓу 94 и 98 година, каде што државата реално можеше добие значајна сума свеж капитал, така, од која државата де факто се откажа, бидејќи на место како мала држава која немаше многу простор да греши, на место да отидеме на модел на приватизација каде што ќе беше буквално секоја предпријатие на лицитација, тој што ќе понуди најмногу свежи пари од надвор, така од надвор мислам дека од надвор од самото предпријатие, така да тоа може да биде домашен купувач или надворешен купувач. Не е важно, значи ќе добиеше предпријатието, тие пари ќе отидоа на сметка на државата. Ова звучи многу логично. Така, значи тоа Естонија го направи тој модел на пример. Затоа Естонија денеска се рачуни како лидерот на транзицијата во централна и источна Европа. А ние што направивме? Ние отидовме со така наречениот менаџерски откуп, каде што грото од менаџерите кои откупија условно речно предпријатието, така? Истите кои дотогаш го раководеа? Не платеа сопствени пари за тоа, така? Сега Јанко, мислам тоа е многу едноставно побаравте, така? Ако јас ви го ова вреди нешто, така? Ако добиете за $1, а реално вреди $100, така? Многу помалце ќе се грижите дали ова треба да го оплодите и зачувате и да го држите во добра кондиција да се ја вратите вашата инвестиција, бидејќи во секој случај знаете дека тој $1 ќе добиете назад, а други ако дадете $100, така? Да, апсолутно. Значи бидејќи имате мотивација да го работите тоа, да го одржувате во кондиција. И мислам дека клучната грешка беше што голем дел од менаџерите што го откупија тие предпријатија по овие апсурдно повластени услови од кои државата речиси не доби ништо, но голем дел од нив им беше попрофитабилно, гледајќи од личен аспект, да де факто да распродадат одредени средства кои предпријатието ги има, да го кешират, да кешират за себе, а да не се грижат да го работат и да го плодат.
Тоа беше голем дел од проблемот. И надвор од логиката, зошто истите Значи- тие луѓе кои лошо ги менаџираа во претходно време, стана истите Затоа сопственици. единствено решение, Немаш- паметното решение ќе беше да се оди на продажба на најголемиот, на тој што нуди најмногу, дали е домашен или странски инвеститор. И сега што ќе чекаме? Бидејќи- Ќе чекаме да умрат овие биолошка Видите, смрт тоа е- да ги снајде па некој по паметни да. прашање, не, што понатаму, нели, остана уште СМ и ако се анализира реалните економски перспективи на Македонија и Јанко, мислам дека навистина е загрижувачки. Знаеш, ние можеме да се лажеме, да сакаме лесни решенија, бидејќи тоа е човечки, така да се барат лесни решенија на тешки проблеми. Митоа, ако можам само ова да ви кажам, мислам, реалната економска ситуација во Македонија, да не кажам сега дека не работат фабрики, не вработено со 400 или тоа се до тоа го знаеме. Меѓутоа, реалната ситуација е што е тоа со што Македонија обстанува на ова ниво што е сега. И за да добиеме одговор на тоа прашање, се што треба да направиме е да направиме една анализа на бројки. Тие бројки произлегуваат од платниот биланс на Република Македонија. Тие се реалните бројки. Оваа година Македонија ќе има... Што значи, извини, Ви кажам. што значи платен биланс? Тоа е сметката на трговија цела трговија на Македонија со надворешниот свет, све надвор од Македонија. Значи, ова година ќе имаме извоз Македонија од околу $1.000.000, Извоз, добро? извоз, Да. роби, услуги, стоки што ние продаваме надвор од Македонија, за кои добиваме девизи, Така. а увоз од околу 2.100.000.000. Тоа е трговскиот дефицит од 1.100.000.000.